Секој патување има своја приказна и секоја од нив е најубава на свој начин, бидејќи срцето раскажува за благодатта која примиле при средбата со свети, како што е Свети Наум чудотворец, Свети Ѓорѓе и Свети Јован Светечи. И секогаш приказната започнува од почеток. Така и нашата е врзана со храмот Свети Никола, по населбата Аеродром и нејзиниот свештенослужител, Отец Бобан со неговата паства, верниот народ кој со огромна љубов посека да го следи повикот на својот пастир на поклонението на овие наши светиња. Промисла Божја, нашата Македонска православна црква, Охридска архиепископија, се возобновува со нови духовни сили во подмладокот на свештенослужители, кои секоја година во година ги принесуваме на духовната трпеза ширум нашите храмови во Македонија. А од нивната ревност и љубов се излева елеј на духовна сладост. Значи ќе влеземе. Храмот е посветен на светите архангели. Уште кога го изградил Свети Наум, значи го посветил ним. Денеска ние го нарекуваме Свети Наум, затоа што поради неговиот подвиг тука. А кој бил Свети Наум? Свети Наум е еден од учениците на светите Кирил и Методи, кој што заедно со светиот Климент под смртта на Свети Методи во Моравија доаѓаат најпрво во Белград по Дунав, значи бегаат гонети од тамошното латинско свештенство, бегаат и доаѓаат најпрво во Белград, па потоа во Софија и од Софија се испратени во овие краишта за да го проповедаат Словото Божје. Едниот е на едната страна на езерото, тоа е Свети Наум, другиот е на другата страна на езерото. Свети Наум овде како го гради овој манастир, каде што се затвара и оддава нели на монашкиот подвиг и на сето она што се нарекува монаштво или што е задача на монаштвото. Покрај секојдневната молитва и подвигот, тука се препишуваат и преведуваат разни дела. За жал, или поради разните историски околности, многу од тоа немаме сочувано, само едно дело, тоа е описменек или за буквите од Црноризец Храбар, му се препишува на Свети Наум, тврдејќи дека за тој псевдоним Црноризец, кој што упатува на монах, се крие името на Свети Наум Охридски. Ви реков, заради историските околности, постојат преданија дека имало овој манастир изобилувал со особено богата библиотека. Значи, и тоа на ракописи, глаголски и така натаму, кои што најверојатно за време на фанариотите, односно за дел од Цариградската патриаршија, кои што биле овдека биле спалени. Постои такво предание дека огнот го ложеле со тие. И затоа во неповрат заминале многу остатоци културни, но не толку заради културата и писменоста, колку што нам биле значајни заради духовноста. Значи, сигурно Свети Наум пишувал поуки и така натаму, кои што денес не биле корисни, но ете Господ е чудесен во своите дела, ако не ни ги оставил неговите списи или трудот на неговиот подвиг, ни го оставил него самиот, за да ни биде за утеха, односно, ете, пристапувајќи тука, нели да се молиме за неговото молитвено застапништво пред престолот Божји. Свети Наум е познат и излезе неодамна една книга со неговите современи чудеса. Познат е дека по своите молитви на оние што искрено пристапуваат нели кон неговото застапништво, лекува особено тешки болни, тоа од, како да ги наречем, современи болести. Тоа е запазено нели во неговото житие и чудесата кои што се собрани. Постои едно предание кое што не е нели во ред и да не го променувате, дека нели требало да се слуша на гробот срцето како чука на Свети Наум. Тоа нема врска. Тоа не е така, значи вашата работа се состои во тоа да се поклоните, да го целивате гробот со неговите мошти и да се помолите нели за неговото молитвено застапништво за себе, за секоја потреба и за она нели кој што другите ве замолиле да се молите за него. Нека Свети Наум ни даде благослов да го продолжиме нели полезно и корисно да биде ова наше поклоничко патување. Значи како што ќе влеземе од десната страна веднаш е неговиот гроб. Јас препорачувам прво да влеземе во црквата, да се поклоните внатре и потоа да излеземе. Значи во најголем ред, без нели сега кој ќе биде прв нема важно. Не е важно, остануваме тука начелно нека биде час и половина. Ние рековме 2 часа кога се договаревме, нека биде час и половина за да можеме побрзо да се собереме и побрзо да се упатиме и на другите места. Значи, откако ќе се поклоните, што за час и половина, што мислите дека можете нели да правите, правете.
Исто интересен е еден податок на столбовите, има глаголско писмо, односно остатоци од глаголицата, азбуката која што ја создале светите Кирил и Методи. И Свети Наум е меѓу малкуте споменици такви во кои што се сочувува глаголицата. Глаголицата е првото словенско писмо и потоа од него настанува кирилица. Ама не ја создава Свети Климент, туку се создава од Свети Константин Преславски многу подоцна. И токму манастирот Свети Наум е доказ дека глаголската традиција, односно традицијата на Свети Кирил и Методи се приведувала од нивните ученици како Бог. На поведите така. Отец Бобан е пример на добар Божји слуга, или како што се вели по делата ќе ги препознаете. А храмот Свети Никола, во аеродром каде што тој богослужи, станува претесен за да ги собере сите оние кои со љубов пристапуваат во Божјата црква. И секако интересот за патувањето беше голем. Околу 100 поклоници спремни тргнаа со својот пастир на ова духовно поклонение, како би направиле од духовната градина на Свети Наум, Свети Ѓорѓе и Свети Јован Претеча Божја радост за својата душа. временски непогоди, неприлики, што од луѓе и така натаму. Така што она што сега го имаме зачувано, имаме нешто нели од негово време и од подоцнежен карактер. Дека е храмот посветен на светите архангели, секогаш, значи, ако сакате да видите храмот на кого е посветен, ќе гледате која икона стои до иконата на Пресвета Богородица. И според тоа ќе знаете на кого е посветен. Тука гледаме дека е посветен на светите небесни безтелесни сили, кои нели во своето срце на некој начин символизирајќи го држат Христос, односно нели го држат на некој начин Бог. Зошто? Вие знаете од преданието, тоа го немаме запишано во Светото Писмо, кога се случил падот на ангелите, односно на дел од ангелскиот свет. Господ како и луѓето и нив ги создал со слободна волја. Нели да одлучуваат слободоумно и слободоволно, растејќи во верата, нели да го засакуваат Христа, односно го засакуваат Бога. Нели кога зборуваме за таква димензија сакање, тогаш мора да учествува срцето, а преку срцето нели да учествува умот и со цело битие да учествуваме. Затоа го носат Христос, затоа што кога паднал дел од ангелскиот свет, поради гордоста, предводен од нивниот началник, нели ангелот Деница, потоа Сатанаил,
застанал светиот архангел Михаил, кој што бил началник на ангелските војски и рекол вон мем да стоиме мирно. Во смисла, и ние тоа денеска се сеќавате, го имаме на службите и на литургијата. Значи вон мем во превод значи да внимаваме, да стоиме, да обстоиме во верата, да обстоиме нели во нашата љубов кон Бога, нели, и со тоа го зацврстил со стојбата на ангелскиот свет. И затоа се нарекува предводник на ангелските војски, односно предводник нели во верата и во љубовта која што тие имаат и чувствуваат кон Бога. Исто интересен податок кој што можеби дел не го знаат, на името на ангелите секогаш стои на крајот две букви или компонентата ил, што значи мал Бог. Нели имате Михаил, Гаврил, Рафаил, Товил и така натаму, значи сето тоа ил значи мал Бог, бидејќи ангелите нели, како и нас луѓето кои што треба да се обожиме, да станеме богови по природа, се богови во некоја своја димензија, односно во некое свое предназначување за да бидат такви. Овој дел од храмот ви се нарекува наос, или местото каде што присуствува верниот народ. Оние што се крстени и оние што имаат право да учествуваат во полната литургија. Првичниот дел од храмот се нарекува пронаос, или дел што доаѓа пред наосот, каде што престојувале оние што се подготвувале за свето крштење и кои што на литургијата, на делот двери, нели, да внимаваме, веќе го напуштале храмот, односно морале да излезат. Двери, во превод значи врати, било знак за вратарите кои што стоеле на вратата, веќе да ги изнесуваат од храмот оние што не се крстени. Затоа што предстои делот од литургијата кој што е наменет само за верните и затоа тие не можеле да учествуваат, значи во тој дел од литургијата. Пронаос и сите храмови гледате во подоснежен карактер имаат таков тип. Имаат пронаос или прв дел и наос, местото каде што престојувале верните. Кади да гледате ископини или стари храмови, ќе го видите тој модел на градење нели на храмовите во средновековието. Можете исто така да забележите дека се мали по своите димензии, затоа што овие храмови биле исклучиво наменети за монашката заедница која што живеела и која што престојувала тука. Храмовите по градовите биле големи и тие биле нели наменети за верниот народ. Но и поради густината од храмови, многу храмови, затоа не биле големи градени, затоа што имало на секој чекор, луѓето нели секаде можеле да отидат. Земете го Охрид, па земете го едно Скопје. Колку храмови имате или имало само во централното градско подручје за да ги исполнат нели потребите на тогашниот верен народ. Значи сега ќе се префрлиме во делот каде што е гробот. Ќе почнеме прво со молебниот, ќе го завршиме, а потоа ќе се поклонувате си. Господи помилуј. Така како некогаш расслабениот со словото на својата божествена благодат, болните свој раби овде спомнати, скоро да ги подигни од болничкото легло и да ги оздрави, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За да ги посети со благодата на својот свет дух и да ги исцели секаква болест и болка што се гнездила во нив, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За да ги посети со благодата на својот свет дух и да ги исцели од секаква болест и болка, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Да милостиво како на Хананејката да го послуша гласот од молитвата на нас недостојните свој раби, што кон него повикуваме како нејзина ќерка го молим, како нејзина ќерка го молиме да ги помилува и исцели своите раби, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За да се избавиме од секаква опасност, гнев, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи помилуј. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Посета од озгора на Твоите раби, кои овде ги спомна
молитвите на Богородица, единствен човеколюбче, милосърден Спасителу, вие, що лежат на болничкото легло, и тежки се и болни, како некога, що си я подигнал Петровата теща, и разслабени относе налегло, така и сега овие, що страдат, подигни ги и цели ги, зашто ти си единствен, кој си ги претрпел болестите и болките на нашиот род, и може се како милости. Страданијата на душите и телата на Твоите раби и прости им ги како милострден сите прегрешенија, волни и неволни, и скоро подигни ги од болесничкото легло, ти се молиме, послушај и помилуј. Милостив, кој не асакаш смртта на грешникот, но да се обрати тој да биде жив, поштеди ги и помилувај ги Твоите раби, што ги спомнавме и оние што се овде присутни. Запрети и на болеста, отклони го сето страдање и секоја болка. Пружија Твојата силна рака и како Јаировата ќерка подигни ги од болничкото легло и направи ги здрави, ти се молиме, послушај и помилуј. Ти кој со допир си ја излекувал треската на Петровата теща и сега излекуваја со Твоето милосрдие болеста на Твоите раби што ги спомнавме и кои се овде присутни, кои тешко страдаат, давајќи им скоро здравие, ти се молиме прилежно, извору на исцеленијата, послушај и помилуј. Ти кој си ги примил солзите на Езекија, покајанието на Манасија и ниневјанците, Давидовото исповедание и бргу си ги помилувал, така се добар цару, прими ги и нашите умилни молитви, како милострден помилуј ги Твоите раби, што тешко страдаат, дарувајќи им здравие, ти се молиме со солзи избору на животот и безсмртноста, послушај ги и скоро помилувај. Владико Вседржителу, свет цару, кој казнуваш, но не усмртуваш, ги закрепнуваш паднатите, ги подигаш отврлените, ги поправаш телесните болки на луѓето. Ти се молиме, Боже наш, болните Твои раби, кои ги спомнавме и кои се овде присутни, посети ги со Твојата милост, прости им секое согрешение волно и неволно. Да, Господи, испрати од небото Твојата лековита сила, допри се до телото, сгасни го огнот, скроти го страдањето и секаква скриена болест. Биди лекар на Твоите раби и подигни ги од болничкото легло и од постелата на страдањето, дарувај ги на светата Твоја црква здрави и совршени, во добро да угодуваат и да ја извршуваат Твојата волја. Зашто Твое да не милуваш и спасуваш, Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. По молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј нас. Нека е на здраве и спасение. Сега, значи, сите ќе се поклоните по двајц, по мали поклони, не со самметани, бидејќи сабота е веќе денес, значи си спомнуваме веќе за воскресението, ќе го целивате гробот и полека ќе излегувате тука да се направи место, значи за излегуване. Пристигнавме во манастирот Рајчица, метох на Бигорскиот манастир, посветен на големиот светител Свети Ѓоргија Победоносец, каде што се наоѓа и дел од неговите свети мошти, како и честица од светиот крст на кој бил распнат нашиот Исус Христос на Голгота. На наша голема радост бевме многу топло примени од сестринството на манастирот,
но и изненадени од присуството на игуменот на Бигорскиот и Раечки манастир, архимандрит Партенije, бидејќи не очекувавме да го сретнеме тука. Но си рековме, на Бога му било мило да ги израдува нашите срца со неговото поучно слово и топла преградка која сите не благослови. Зошто да се биде пред ваков Божи сад и како дете огреало Царството Небесно. Душата заплака од радоста и милоста на оваа средба. Какви предизвици има христијаните денес? Со оваа техника што изтекува и колку гревот е достан. Особено ние како монаси имаме големи проблеми. И затоа Свети Антони некогаш рекол таму во 6 век, последните монаси ќе бидат поголеми од првите. И крајот го краси делото. Пристигнавме во Бигорскиот манастир. По замислата на отец Бобан, нашето патување го завршивме со присуство на вечерна богослужба во Бигорскиот манастир. Патеката беше долга, помалку и напорна, но благодата која примивме беше поголема од заморот, бидејќи радоста и љубовта, која беше наш сопатник, во нашето тело додаде посебна сила. А што мислите, кој последен не следеше со својот поглед додека заминувавме? Грижниот и топол поглед на отец Сергиј, нашиот домакин, кој во себе го има ликот и делото на целото монаштво, кој во своите одаи до доцна во ноќта се молат за наше спасение. Слава на Бога, имаме непроценливо богатство во светињи, какви што се овие 3 манастири, каде што денес се поклонивме со скрушено срце да побараме благослов за мир, љубов, соживот, среќа и берекет во домот и здравје и спасение на душата и телото.